Со отпуштање на повредените пациенти од дискотеката Пулс во Кочани, од болниците во земјава и странство, завршува првата фаза од нивното лекување. Медицински лица и представници на Министерството за здравство извршија увид во состојбата на Штипска клиничка болница за прием на пациентите за лекување во втора и трета фаза. Тие пациенти се уште на активна прва фаза лекување, бидејќи на нив има се уште активни хируршки третмани и третмани од интензивно лекување. По отпуштањето од дома, што би можеле овде ние како болница да преземеме? Тоа се некои преврски на некои полесни пациенти и бевме во одделот за физикална терапија да се направи увид, бидејќи во подалечна иднина, да кажеме во трета фаза, тие пациенти би требале да добиваат физикален третман, а тоа најблизок центар во Македонија е клиничка болница Штип. Сугерирано име сегашните трокреветни соби во физикална да се преуредат и преадаптираат во еднокреветни и двокреветни со цел подобро лекување. Дополнително ќе се одлучува кои пациенти имаат потреба од понатамошно лекување, дали ќе биде амбулантско или ќе бидат хоспитализирани. Тоа е активен третман во смисол на правење на преврски. Во зависност од големината на преврските и на зафатеноста на телото од изгореници, ќе се направи процена со нашите лекари, со нашите пластични специјалисти по пластична хирургија и секако во консултација со лекарите од Скопје би одлучиле кои пациенти каде ќе лежат и што ќе се лекуваат. Специјалисти по пластична хирургија од клиничка болница Штип ќе помагаат и во општата болница во Кочани. За Сител, Траен Ристовски.